Успешно производство, но и реализација на произведените садници во расадникот бележи јавното претпријатие Национални шуми подружница Куманово во текот на минатата година, соопшти денеска раководителката Катица Станковска-Ристовска. Лани биле пошумени опожарените површини во Кокино и ерозивните подрачја во Липково, а годинава е предвидено есенско пошумување на опожарените површини во селото Стрезовце. Расадникот во Куманово е меѓу расадниците кои има поголеми капацитети за производство на шумски садници, а се реализира и контејнер производство. Надлежните во Кумановската подружница се надеваат дека во идниот период ќе се преземат мерки за модернизација на контејнерското производство. Во поглед на производство на садници, можеме да кажеме дека годината успешно заврши и покрај тоа што условите во расадникот ни се лоши, уште работиме рачно, би требало да има соодветна модернизација во минатиот период, но и покрај тоа ние успешно го завршивме производството. Во поглед на реализација на произведените садници, дел од садниците беа дадени на други подружници, меѓутоа ние имавме минатава година еден голем меѓународен проект од Обединети нации кај браната Липково за санација на ерозивно подрачје, околу 56 хектари, така да успешно сами Македонски шуми подружница Куманово со мала помош од вработени од подружнициве во Скопје и во Крива Паланка, сами го завршивме тој проект, зашто добивме и одлични оценки. Тоа беше за минатава година. Оваа година во Кумановскиот регион се планира есенско пошумување, исто на опожарена површина во реонот на село Стрезовце. Така да сега во овој период ќе има припреми и здравје на есен да извршиме пошумување. Во склоп на јавното претпријатие Национални шуми има повеќе расадници, во повеќе градови. Меѓутоа, секогаш, Куманово и Свети Николе биле водечки, најголеми расадници. Овие се од помал карактер на локално ниво, да кажам. Така да и ние имаме најголемо производство. Со тоа што ние вршиме и продажба на надворешни субјекти, меѓутоа вршиме и, да кажам, им помагаме на нашиве подружници во другиве градови со нивните обврски кои што ги имаат во пошумување. По првичните контроли од надворешни субјекти, да кажеме, успешноста е 90% можеби. Меѓутоа, за успешност на една садница треба да помине одреден период, така да ќе почекаме да видиме, сега под пролет треба да направиме соодветна проверка, контрола. Тука зависи не само од климатските услови, меѓутоа имаме и животни и разни работи, така да ќе видиме како ќе биде. Во Кокино пошумувањето што го извршивме е добро. Садниците се релативно добро прифатени, меѓутоа за да се формира шума треба многу голем временски период и се уште тоа делува како голина, не се види дека е пошумено. Таму беше црн, бел бор, автохони и за тоа подрачје со тој вид и е пошумено. И во Липково исто така, пошто тоа е ерозивно подрачје, и е многу тешко, беше тешко, сакам да кажам, да се стигне до местото, каменита земја, така да со исти такви садници го извршив пошумувањето. Во поглед на наводнување веќе имаме нешто модернизирано, автоматско наводнување на садниците, што ни е од голема корист. Меѓутоа, пошто вршиме контејнерско производство, че треба тие контејнери да се наполнат со земја и се, тука работиме се уште рачно. Постојат машини кои што може многу да ни помогнат, да го убрзаат процесот, така да се надевам дека во идниот период нешто околу тоа ќе се преземе. Ние немаме пролетно пошумување во нашите планови. Во соработка со комуналното претпријатие Чистота и зеленило, во сабота ќе се изврши пошумување во местноста Студена вода.
така да тоа е нивен проект, меѓутоа ние сакаме да дадеме некој допринос со работна сила, со наше искуство во пошумување, така да и наши вработени ќе бидат присутни. И секако се надевам дека и граѓаните ќе излезат колку може помасовно, така да мислам дека ќе биде убав ден.